Фудбалскиот клуб Тетекс денес ја имаше првата прозивка со што беше означен старт на подготовките за пролетниот дел од првенството во втората македонска фудбалска лига Запад. Тренинците во моментов ќе се одвиваат на терените во Тетово и Тетовско, а потоа ќе следи главниот дел од подготовките во Охрид. Почнуваме тука во Тетекс, во наредните 2 до 3 недели ќе одработиме првите базични припреми тука во Тетово, а после тоа во разговор со управата мислам дека е договорено да се замени на 10-дневни подготовки во Охрид, каде би се одиграле неколку надпревари и би се искристализирала екипата. Почнуваме тука базични припреми, најтешкиот дел за играчите, меѓутоа една основа која што ќе не држи во текот на целата полусезона, да го подобриме она што го имавме како пех и се надевам дека со една добра подготовка со подолг период во игрување на екипата ќе бидеме таму каде што посакуваме, а тоа е Тетекс да биде минимум во горниот дел на табелата. Кои се амбициите на клубот за оваа полусезона? Па знаете како и од првиот момент кога дојдов, рековме дека Тетекс нема место да биде на долниот дел од табелата. Прво треба да го отстраниме тоа, да се приближиме од средината, а дај Боже со добри резултати се дигнеме барем да стигнеме до 6-та позиција, каде што ќе биде една добра целина во однос на тоа како започнаме да завршиме добро сезоната. Како стои Тетекс на трансфер пазарот до сега? Првиот рок се уште не е официјално започнат, меѓутоа има нови фудбалери на подготовките. Да, веќе земавме 2 играчи, 3, Дими Иванов, Ринор и Божидар. Тие се млади репрезентативци, Димитар е и бивши играч на Тетекс. Се надеваме дека она што не го оставил како впечаток во првиот негов период тука, дека ќе го поправи. Се работи за добар играч, преговара му се со неколку играчи, чекам искусен напаѓач. Нема да откриваме нели се дека не се заврши. И мислам дека тука би се завршил тој ростер, затоа што задоволни сме од тоа што го покажа останатиот дел од играчите и со ова што го комплетираме ќе бидеме супер конкурентни за горниот дел од табелата. На првиот тренинг присутни беа 4 нови фудбалери. Ринор Ајдини и Божидар Митревски кои од претходно беа представени на јавноста, како и Александар Пановски кој пристигна од екипата на Слога Виница и Димитар Иванов од екипата на Осогово од Кочани. Очекувањата се да има подобри резултати од минатата полусезона, да се избориме за опстанок и од следната сезона да биде многу подобро и многу поубаво. Веројатно имаше и други понуди. Искусен играч, си играл во многу екипи. Зошто се одлучи баш да дојдеш во екипата на Тетекс? Па да, имав неколку понуди, одбив само заради тоа што тренерот ми понуди убава програма, убав план за цела полусезона и најмногу тоа беше клучниот фактор да дојдам во Тетекс. Екипата на Тетекс есенскиот дел од сезоната го заврши на 8-та позиција на второлигашката табела со 13 бодови. Во продолжениот сезоната Тетекс ќе води борба за опстанок со конкурентите, но не е исклучено со неколку врзани успеси да фати приклучок и кон средината на табелата.